Почитувани граѓани, почитувани новинари, Република Северна Македонија денес го живее долгогодишниот сон како земја членка на НАТО, најголемиот безбедносен сојуз во светот. По долги години чекање пред вратите на Алијансата, за само 2,5 години успеавме да бидеме со најголемите, најсилните, најразвиените држави. Се посветивме нашата земја да ја вратиме на патот на ЕУ и НАТО интеграциите, да биде почитувана и ценета како основни предуслови за побрз развој на економијата и подобар животен стандард. Вчера и покрај кризата со вирусот, Сенатот на Шпанија одлучи на 17 март да одржи пленарна седница со една единствена точка на дневен ред, ратификацијата на пристапниот протокол за членство на Северна Македонија во НАТО. Нема веќе опасност од закани за менување на граници, несигурност и нестабилност. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, успеа да ја внесе државата во НАТО и конечно, како 30-та членка, да стане безбедносна држава со загарантиран територијален интегритет и сигурни граници. НАТО значи сигурна иднина за сите нас, за нашите деца, но значи и брз економски развој и поголеми инвестиции. Со влезот на Република Северна Македонија добиваме пристап до фондови вредни 4 милиарди евра годишно. Дополнително, нашите компании ќе влезат на пазар од 500 милиони жители, што отвара огромен потенцијал за раст, развој, нови работни места и поголеми плати. Влегуваме во НАТО, можеме и во ЕУ. Извесен е почетокот на преговорите со Европската Унија, со што ја европеизираме Република Северна Македонија и го создаваме уште подобро, уште посилно и уште постабилно општество. До крајот на новиот мандат, до 2024 година, ќе отвориме 80% од поглавијата за интеграција во Европската Унија. Преку европските фондови обезбедуваме 2 милиарди евра за нашата држава во годините што престојат пред нас. Тоа се повеќе пари за поддршка на земјоделството, за нови обновливи извори на енергија, зелена агенда, капитални инвестиции, изградба на патишта, канализација, водовод, чиста животна средина, чист воздух. Ова се средства што ќе обезбедат европски стандард во Република Северна Македонија. Само во последниве месеци добиваме грант неповратни средства од 13 милиони евра за интерконекторот за газ помеѓу нашата земја и Република Грција, долг 68 километри. 5 милиони евра добиваме неповратни средства за граничниот премин, за железничкиот премин и патот околу граничниот премин Табановце. 28 милиони евра добиваме грант неповратни средства од ЕУ за патот Скопје-Блаце, плюс 50 милиони евра добиваме награда за успешно спроведени реформи и 17 милиони евра за развој на регионот Преспа. Тоа се европски пари за европски стандард дома. Затоа, и по победата на 12 април, продолжуваме заедно со граѓаните на вистинскиот пат, патот на интеграциите. Нема враќање назад кон изолација, одиме напред. Можеме уште повеќе, уште подобро.